Децата питачи и останатите малолетни деликвенти конечно ќе бидат тргнати од улица. Министерството за труд и социјална политика, заедно со Министерството за внатрешни работи, ќе превземат координирана акција за решавање на овој проблем. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека во наредниот период се планира зачестена контрола на местата каде што има зачестена појава на малолетничка деликвенција. Заедно со Министерството за труд и социјална политика, практично сите активности за кои денес зборувавме да се одвиваат 24 часа во денот, бидејќи во минатото се покажа дека дел од проблемите доаѓаат од фактот што одредени институции, одредени служби функционира во одреден период од денот, односно не постоеше можност за згрижување на овие деца непрекинато 24 часа на ден. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски нагласи дека и покрај тоа што низ дневните центри за деца на улица поминале 631 дете, а во моментов дневно се згрижуваат 159 деца, тоа се покажало неефикасно бидејќи во овие центри децата биле згрижувани само 8 часа, а потоа тие повторно се враќале на улица и питачеле. Ќе отвориме 24 часовен транзитен центар во кој што децата на улица кои што ќе ги најдеме и заедно со службите на Министерството за внатрешни работи ќе ги сместиме во 24 часовниот транзитен центар, ќе можеме да ги задржиме за период од 24 односно 48 часа. Период во кој што сосема ќе биде доволно да се поведе иницијатива за одземање на родителско право на несовесните родители, а Министерството за внатрешни работи да во тој период поведе соодветно кривична постапка, односно да се поведе кривична пријава против несовесните родители. Досега одземени се 11 деца од 2 семејства. Одземените деца ќе бидат сместувани во згрижувачки семејства или во некоја од државните установи. Покрај транзитниот центар планирано е отварање на уште еден интервентен центар за згрижување на вакви деца кој најверојатно ќе биде сместен во просториите на главната железничка станица.